Почнуваме со топ тема, како што веќе најавив, со мене се претемниците, председателот на Комисијата за здравство во Собранието Арбен Зибери и Петар Ристевски од ВМРО ДПМН, кој е член на оваа комисија. До нив треба веќе да се пристигнати измените во Законот за заштита на населението од заразни болести, односно мерките што ги предложи минатата недела владата во однос на носењето на маски на секаде и на отворено, рестрикциите кои би се применувале во однос на колку луѓе би седеле на маса во кафеана и дали може да ви дојдат гости дома повеќе од четворица. Ке следуваат и други мерки кои што министерот Филипче денеска ги најави. Добро вечер за двајцата и благодарам што вечерва сте во топ тема. Господин Зибери, сега во улога на пратеник и председател на Комисијата за здравство, меѓутоа познавач на работите затоа што бевте и директор на Центарот за јавно здравје во Скопје. Дали и кога пристигна измените во Законот за заштита на населението од заразни болести, односно оние измени кои што се надевам дека Собранието ќе ги донесе до крајот на неделава? Да, како што кажавте, до Собранието е пристигнат Законот за заштита на населението од заразни болести по скратена постапка. Значи е пристигнат уште на 8.10. е пристигнат во Собранието на Република Северна Македонија, но овие измени кои што се најавија денеска од министерот и овие денови што помина предлозите, односно од Комисијата за заразни болести, официјално предлозите кои што се како носење маска на отворено и затворено, после во однос на работното време на угостителските објекти, јавниот транспорт, официјално до Собранието не се пристигнати, но се мисли во овој закон кој што е пристигнат по скратена постапка да се вметне сигурно по амандманска интервенција и овие мерки кои што се предложени од Комисијата за заразни болести. Најавено е дошто ние утре имаме и пленарна седница на Собранието, дека најверојатно утре ќе се стават на дневен ред и чим се стават на дневен ред, ние како Комисија за здравство одма ќе постапиме и во најбрз можен рок ќе ги носиме овие одлуки кои што се од интерес на населението, од интерес на сите нас, зашто гледаме дека очигледно ни се зголемуваат бројките и за жал и бројот на починати кои што денеска има 12 починати. Но господин Ристевски, дали вие како пратеничка група сте точно запознаени со она што треба да биде содржина на тоа што треба да го дискутирате утре како член на Комисијата за здравство и на пленарната во парламентот? Кога вие го добивте примерокот во кој што се вметнати или треба да се вметнати измените? Почитувана Лупевска, јас и сега пред да влеземе во ова студио ви го пренесов моето искуство и ви кажав дека на минута, буквално на влезот во вашата телевизија, ние ги добивме како пратеничка група измените на овие закони, кои утре на пленарна седница, како што кажа колегата, треба да влезат во законска скратена постапка. Како и целата криза, оваа власт што ја менаџира, така и ова максимално несериозно. Значи, да не во 5 до 12, туку после 12 часот ги добиваме ние овие законски измени и не знам сега што да ви дискутирам, што да ви кажам, кога верувајте не стасав ни да ги погледам. Меѓутоа познати се во јавноста предлозите што ги кажа првин комисијата, односно министерот Филипче, потоа беа донесени во владата, а тоа е во однос на носењето маска и на отворено, да речеме, потоа колкав капацитет на луѓе може да седат, да доаѓаат дома и слично, капацитетот на јавниот превоз. Тоа се мерки што минатата недела всушност беа. Дали вие утре ќе бидете присутни на Комисијата за здравство или пак ќе барате како членови на комисијата или како ВМРО ДПМН пратеничка група да ви се даде повеќе време? Вака, значи утре на пленарна седница само ќе биде поставен законот. За потоа да биде побарано да се свика, да се повика седница на Комисијата за здравство, тука господинот е Зибери председател на таа комисија и мислам дека таму ќе треба да разговараме комплетно за измените кои се нудат со овој закон. Мислам дека сега несериозно е, ние сме запознаени од вести од медиумите, но несериозно е сега кога ги немам погледнато измените на законските решенија да дискутираме по таа тема. Али она што го спомнавте како мерки
кои владата ги предлага, мислам дека сега сите мерки кои би ги предложиле се задоцнети. И не само тоа, туку и која мерка и да ја донесат, ќе биде и една штета на граѓаните. Граѓаните ќе трпат од тие мерки. Како мислите ќе трпат ако носат маска на отворено ќе трпат или ако видете, се санкционира бројот на луѓе кои што треба да седат? Тука постоја доста дилеми и ние како политичка партија, значи не можеме да поддржиме закони кои ќе бидат ставени на брза трака. Ние бараме за секој закон, посебно за вакви чувствителни закони за кои се работи за здравјето на граѓаните на Република Македонија, ние мора да развијаме тука една широка дебата за законите, за уредбите и да се вклучи стручната фела. Не може така да се носат од денеска за утре вакви закони. Ние тука има и доста работи кои доста наидоја во дилеми кај граѓаните, дали да полицијата ќе контролирала колку гости дома на луѓето ќе му проверувале по куќи или не знам како би го извеле тоа, но сепак мислам дека и во таква една мерка намерите не се баш искрени и не можеме да веруваме на една ваква недемократски режимска влада и зашто и како ќе бидат искористени тие мерки. Вие представник на владата, меѓутоа вие рековте на 8.10 е пристигнато во собрание, господинот вика сега само што го добил текстот на 8.10 овој закон е стигнат во собранието точно на 8.10. Но на пратениците? Но во собранието е стигнато, да. Али овие нови мерки кои што се предлагаат од Комисијата за заразни болести, ова е нов момент. Значи законот за заштита на населението не ги содржи мерките кои што се разговараат во комисија. Да. И тука сакам да нагласам, не согласувам со колегата дека треба повеќе време да се нормално треба повеќе време да се разгледат новите мерки. Новите мерки сигурно се донесени врз база на тоа каква е ситуацијата на терен кај нас. Зашто сигурно на 8.10 ние немавме 500 заразени за еден ден. И порано, ако се сеќавате, и владата, и министерството, но и сите други здравствени институции носеа одлуки во зависност од тоа како е ситуацијата на терен. И сигурно Комисијата за заразни болести ги дискутирала сите овие прашања. Таму во Комисијата за заразни болести има стручни луѓе, епидемиолози, инфектолози, значи сите релевантни институции здравствени кои што од почетокот на пандемијата па до ден денеска се занимаваат со ова проблематика. Тие според мене се многу компетентни, многу стручни лица и го предлагаат најдоброто од тоа како ние да се справуваме и како да излеземе од ова ситуација за да не доаѓаме во ситуација да го оптеруваме здравствениот систем. Сите овие мерки од почетокот па и овие сега што се предлагаат се во функција да ние имаме функционален здравствен систем за да може на секој граѓанин да им се испружи здравствена помош. Господин Ристевски, ако е потребна дебата јавна, поголема или стручна за секоја мерка што се носи, ние имавме една ситуација кога парламентот не беше во функција и кога имаше воредна состојба, па фактички му се случи на Куманово да истиот ден биде донесена мерката за затварање на градот, па беше испочитувана. И за Дебар. И за Дебар исто така. Само да се дополнам на она што ме прашавте, како мислиме дека трпат граѓаните, не е тоа какви мерки се носат, туку и како се спроведуваат. Ние сме сведоци дека оваа власт и за блиските до нив не ги спроведува и не ги почитуваат тие мерките. Гледате вие дека угостителски објекти кои се под закрила на оваа власт на Заев и компанија во Струмица, посебно имаше за угостителски објекти, каде што не се почитува воопшто мерките за собирање на толпа, на забави и слично, и после тоа во Струмица имаме велите полицијата и инспекторатот не делува во одредени места. Па се гледа дека делува селективно. И затоа реков јас трпат граѓаните, се казнуваат луѓе на улица дали носеле сами, значи не обкружени од никого маски, од кого ќе се заразат ако не се обкружени од никого, не комуницираат со никого на улица или во парк, се казнуваат со по 20 или не знам колку евра, а ваму прекршувања гледаме на законот на големо и никој не реагира. Зошто? Затоа што тие се блиски до власта. Гледаме ние како се избегнува законот
градоначалникот на центар си прави свадба во Да, имаше Косово. реакција од министерот за здравство денеска Не, во реакција однос треба да спречи. на таа свадба. Зошто се дозволи без ПСР тест да се патува само во Косово, баш за тој викенд? Да, само сакав да ве прашам, вие велите треба јавна дебата широка, меѓутоа додека трае таа дебата, збројот се зголемува. Повторно ќе ја направам таа паралела кога имавме Не, јас воедна кажав само состојба. дека треба да биде стручна, од стручни лица, од фелата, и она се сложувам дека во комисијата за заразни болести членуваат стручни лица, но таа комисија досега носеше строго политички препораки и одлуки, многу често. Кога требаше да се прикаже некоја нова нормалност, како што ја нарекуваше премиерот, господинот Заев, тогаш одеднаш мерките олабавуваа. А кога требаше да види поинаку, тогаш Мислите дека треба членови да има во комисијата и од опозицијата? Се воведуваше карантин во 2-3 града, но се дозволи тој карантин луѓето да ги напуштат градовите. И видовте вие самите известувавте едно што личеше тоа на масовна преселба на народите личеше. Мислите ли Скопје дека се пресели во Охрид. треба членови на вашата партија да бидат дел од таа Ние комисија? баравме и нудевме уште на почетокот на оваа корона криза, нудевме доста мерки, апсолутно ништо не беше прифатено. Меѓутоа, знаете Оваа зошто власт ве е прашам? глува и нема по однос на укажувањата од опозицијата. А ако велите дека треба опозицијата да биде таму, меѓутоа членот на вашиот извршен одбор во партијата, доктор Вело Марковски, вели ковид не е опасна болест. И тука дава образложение дека и тестовите ПСР се тестови кои не кажуваат дека вирусот влегол во организмот. Значи, тој вели дека не се работи за опасна вирусна инфекција, реалната бројка од ковид е 100 до 200.000 луѓе, не е опасна болест, не сме во паника, во хаос, науката не се почитува. Тој нагласува дека не е опасна болест. Како тогаш би членувале во една комисија каде што еве човекот што е може би во извршниот како највисоко тело, мисли дека не е опасна болест ковидот. Па не знам, ова го немам слушнато. Еве јас ви го цитирам од утро. Вело Марковски, член на извршен. Вело Марковски е еден еминентен стручнак во областа на епидемиологијата и нормално доколку ние би имале можност да вклучиме некој лице, ќе одлучиме кој би бил во таа комисија и кои би биле ставовите и мерките кои би ги предложиле како опозиција. Ние имаме и во структурите на партијата имаме комисија за здравство. Вие сте доктор по професија, дали се сложувате дека ковид не е опасна болест? Не, јас мислам дека сериозно треба да се пристапи кон оваа заразна болест, но сепак се работи за вирус кој и доволно гледаме дека не е ни доволно испитан и откриен, нема ни вакцина се уште, почетни се вакцините кои се развиваат и почнуваат да се примаат во Русија, во Кина и слично, но сепак максимално сериозно треба да се пристапи, бидејќи гледаме дека бројките стануваат навистина алармантни. Јас ќе ви кажам, се брзаше да се оди на избори, за да ја дочекаме спремни со функционални институции. Значи, може ли сега првин да разговараме за тоа што ве чека утре како комисија и тоа што ќе ве чека идната недела како мерки што владата ќе ги наложи? Господине Зибери, утре вие ќе свикате, нели, состанок на комисијата? После ставањето на точката на дневен ред, сигурно или во утрешниот ден ќе видиме како се, прво да видиме и условите, зашто знаеме дека и собранието работи во посебни услови сега. Ние имавме една координација со председателот на собранието, сите представители на комисии и на тој состанок се договоривме претежно да се користи салата Борис Трековски во собранието, зашто има таму повеќе услови за работа, за да не доаѓа до опасност за пратениците, значи да се соочува здравјето на сите нас. И утре, откога ќе се стави точката на дневен ред, ако имам услови утре да се свика комисијата за здравство, сигурно ќе се свика утре. Со која динамика мислите дека ќе дали утре ќе помине овој закон? Верувате ли во тоа, затоа што во парламент се потребни 61 пратеник да ги изгласаат измениве, за да мерките бидат на сила? Да, па затоа и мислам дека во комуникација со председателот сигурно дека имаат координација со координаторите на пратеничките групи и јас се надевам дека за овие измени сигурно ќе дават поддршка и од опозицијата, зашто кажав на почеток, сепак се работи за здравјето на населението. Според мене, ние сме политичка партија која што
ја начна темата колегата тука и за изборите. Ако се сеќавате од почеток на ова пандемија, иако што водевме многу битни институции и уште водиме, како што беше Центарот за јавно здравје, јас кај што бев директор, Институтот за јавно здравје исто така се води од наш кадар, Центарот за управување со кризи исто така од наш кадар, но никогаш ДУИ како политичка партија не излезе со предлог за или датум за избори. Секогаш на нас и од изјавите на председателот Ахмети беа дека за нас многу битно е здравјето на населението. Добро, тука бевте речиси на иста линија, меѓутоа она што ме интересира во однос на искрено, еве како човек и член на комисијата, мислите дека утре треба да се спори тоа дека доцна ви стигнувале овие измени на законот, затоа што видете и ние сите знаеме кои се измените што се во содржината на тоа што ви го пратиме. Ова што го кажав, знаете ќе биде дека ви обструирате. Не. Обично значи за вакви работи во Франција, Германија. Има консензус, има, да. Знаете, сите земји преку ног ги менуваат работите во зависност од бројките. Тоа се случи во цела Европа. Не се разбравме. Не се разбравме, апсолутно не. Значи, ние за утре имаме веќе закажано координација на пратеничката група во 10 часот, така да ќе видиме за какви измени комплетно станува збор, ќе ги разгледаме и нормално ние како политичка партија и досега и од сега и секогаш во имнина во Собранието на Република Македонија ќе работиме и ќе гласаме закони кои се во интерес на граѓаните на Република Македонија. Вие мислите да бидете конструктивни, претпоставувам? Јас и на почеток кажав дека посебно во ваква ситуација, во ваква пандемија, која што за жал зима многу луѓе, многу животи, не треба многу политички да се настапува и да се гледат работите. Добри, 20-та се доктори пред секој гледате. Сепак, да, јас бев и од почеток вклучен во оваа работа и знам лични случаи, знам луѓе кои што стварно малку треба политиката на страна во интерес на здравјето, зашто се работи за здравје. Јас разбирам политика, зашто сепак ние сме представници на политички партии, но има некои моменти, има некои ситуации кај што треба да ги гледаме поинаку работите во интерес на граѓаните. Спомнавте вие Франција, спомнавте вие Германија, многу западни земји кои што преку ноќ ги менуваат одлуките во зависност од тоа. Јас и на почеток спомнав. Сите овие мерки, сигурно Комисијата за заразни болести ги носи во зависност од тоа, нивните информации се многу, ние како сега во случајот како политичари треба да ги земеме многу сериозно. И вие бевте од другата страна, па затоа и кажувате ви работи. Во некоја прилика јас кажав уште на почеток на пандемија дека ние може да стигнеме до 100 на ден, ако се сеќавате тогаш, и многу новинари, многу луѓе, дури ми изјавата ми ја зема како не требаше така да се кажува, но јас ги имав информациите директно од терен, од нашите епидемиолози, зашто епидемиолозите се тие кои што се директно во комуникација со пациентите. И нивните претпоставки беа уште тогаш дека заразата многу лесно се шири, многу брзо се шири и многу е тешко да ја контролираш. И тука не може, уште тогаш сме кажали и денеска ќе повторам, ова битка не може само здравствените работници да ја добијат. Многу мора ние да помагаме како граѓани, посебно сега ние како пратеници, како народни избраници, мора ние како политички партии да им помагаме на здравствените работници и на сите луѓе кои што деноноќно работат и за нив полесно да биде и за сите граѓани. Затоа јас се надевам дека овие мерки што се предложени и сите заедно да ги усвоиме. Господине Ристевски, извинете, повелете. Апсолутно се служувам со колегата Зибери, но само да кажам дека оваа влада, посебно техничката влада, ќе земам, носеше законски уредби со кои апсолутно нема никаква врска со справувањето со корона кризата. А може да донесат многу мерки, многу законски уредби кои навистина ќе бидат од корист. Апсолутно тука требаше да предвидат како ќе се одвива процесот на образованието. Тие не носеа такви законски уредби, што правеа? Со законски уредби назначуваа апелациони суди, си доделуваа лиценци за отварање на фабрики за производство на марихуана. Јавно ќе кажам, како не му беше срам да кога во врвот на пандемијата, кога сите бевме затворени во карантин, тие да доделуваат лиценца за производство на марихуана на нивниот градоначалник Боро Стојчев, чинам се викаше од Ново село, или на неговиот син,
кој пукаше на полицијата во шверцот на цигари таму на граница и малце му беше тоа што му носи гласови, сигурно му се должници на тој градоначалник, па му доделија и вас ве разбирам во лиценца однос на политичкиот, производство на да. марихуана. И затоа велам ние многу внимателно ќе ги разгледаме овие Меѓутоа, предлози. овие предлози се конкретни предлози. Конкретните, да. И другата ќе ги недела разгледаме ќе ви нив. стигнат на маса и Но сакам да кажам, многу уредби законски се носе кои Меѓутоа не апсолутно може немаат сега никаква тоа е. врска. Добро, вие сте филтерот, заради тоа е многу битно да ги уверите, ми се чини граѓаните за да бидат смирени. Дали на пример, еве вие како пратеничка група, сега има и нови, како што се да се ограничиат работата на економските субјекти да работат до 23 часот, да се преполнуваат капацитетите на јавниот превоз, општините и судовите да работат онлайн или на смени. Тоа може да ви стигне другата недела веќе на маса. Овие мерки конкретни со така. Пак ќе барате ли расправа? Уштедна мерка. Владата на 23 септември ги задолжи сите хронично болни да се вратат на работните места. И што се случува? Дали е случајност или не, нека размислат, нека направат анализа. После 23 септември, односно во тој период па наваму, видете за колку е зголемен бројот на заболени и бројот на починати лица. Да, меѓутоа работите се менуваат од ден на ден. Видете Значи, вака. видете. Само да ви кажам, значи дозволете Вие бегате кратко. од прашањата. Не, дозволете кратко. Ај кажете па да ми одговорите на прашањето, ти бегате од прашањата, не, кога ги воопшто поставам не бегам и конкретно. кажав, сите Ама вие ми давате политички одговор. сите конкретни и добри мерки ние ќе ги поддржиме. Е па добро, како затоа партија. конкретно одговорете ми. А нормално дека ќе имате забелешки како опозиција. Само да кажам, дозволете ми кратко. Ние брзавме на избори за да ја дочекаме спремни, да го дочекаме спремни Значи, вака е есенскиот сега. бран на кризата, на пандемијата. И што се случува? После изборите кои завршија на 15 јули, месец и половина си заминаја на одмор, не составија влада и ден денеска немаме функционални институции. Господине, и немаме значи вака, поставено вие сте доктор. функционери од Може ли втори, малци трети како ешалон. доктор да зборувате? Да, слободно. Утре ќе доодите на комисијата за здравство. Ќе стигнат пред вас, пак повторувам, конкретни мерки како што се за економските субјекти, да се преполави капацитетот на превозот, општините, судовите работат онлайн или на смени. Дали овие мерки ќе ги поддржите или не? Не знам дали не се разбираме. Ви кажав дека утре имаме закажано координација во 10 часот. Не, зборам за овие наредни ќе дојдат. Повторно Да. ќе ви дојдат конкретни мерки. Што ќе правиме ако вие, на пример, барате расправа, ако се навраќате во минатото? Може да ни се случи дека во рок од 24 часа некогаш треба да се смени некој закон. Тогаш ќе реагираме нормално како што треба, ќе заземеме став како што мислиме дека треба да заземеме во тој момент. Дали ќе барате интерпелација на министерот Филипчов? И вака како што нели постојано велите дека владата е таа што е неодговорна, него го посочувате како партија како неодговорен и во политички контекст ако го ставите, дали тоа би го правело? Искрено да ви кажам, мислам дека не треба во моментов рестрикции, туку треба оставки. Бидејќи Филипче како министер направи еден таков гаф на почетокот на кризата, кажа дека планираната бројка на заболени е 2000. Во моментов имаме околу 22.000, значи повеќе од 10-кратно повеќе. Бројот на починати се доближува до прогнозата на заболени од Филипче. И како тогаш зборуваме за успешно менеджирање на кризата, кога бројките, статистиката покажува сосема спротивно. Меѓутоа, кој е ставот на вашата партија, бидејќи ви го цитирам вашиот представник од извршен, кој не верува во опасна болест? Пред некој, јас верувам во опасна болест и не знам, затоа ќе го прашате господинот Вело Марковски. Мислам дека оваа е криза сериозна и треба сериозно да се пристапи. А каква болест е, тука постручни лица можат да образлагаат. Само да ви кажам еден податок кој не ВМРО ДПМН, BBC пред половина месец во нивниот последен извештај ја сместува Република Македонија во рангот на земји со најголема смртност во Европа и најлоша корона слика на Балканот. 34,6 починати на 100.000 жители и со тоа не прави земја со најголема смртност, најголем морталитет во регионот. И сега зборуваме граѓаните се криви. А ваму сите мерки, сите средства кои се потрошија, ние треба да земеме предвид дека колку пари, околу милиарда евра се потрошија за справување со корона кризата, а резултативе се никакви. Ниту здравствените, ниту економските параметри се како што треба. Можете на ова да реплицирате. Очигледно, значи од пратеничката група, значи односно од политичката партија ВМРО ДПМН уште немаат став во однос на тоа дали ќе ги поддржат мерките предложени од Комисијата за заразни болести, односно од владата.
имаме стафа, но ќе го соопштиме таму кај што треба. Добро, јас... Па добро, зашто ја држите јавноста? Не ја држиме воопшто. Верувате ги немаме видено конкретно сега зашто станува политички партии, збор. пак ќе речам, малку понастрана политиката која се работи за вакви чувствителни работи. Што се однесува до бројките кои што ги кажавте вие, јас мислам дека што се однесува до починатите луѓе, факт е дека имаме доста висок број на луѓе кои што се починати од COVID-19, но исто така факт е уште една работа што треба да се спомнува, зашто ние сме единствената земја, можеби во Балканот сигурно, дека правиме тест, ковид тест и луѓе кои што не се, значи не починуваат не се заразени со COVID-19, но починуваат од некоја друга болест, но постмортум правиме тест кај што една огромна бројка. Јас знам додека бев и јас во таа комисија, ние имавме скоро 15% од луѓето кои што беа починати, а не беа евидентирани како COVID-19, но беа заради некоја друга болест, но од кога после им беше направено тест и резултира со COVID-19. Значи и тука малку ни ја зголемува бројот на починати луѓе. Иначе, кога ги испоредиме бројките наши со сите земји околу нас, дали со Албанија, дали со Косово, дали со Србија, со Бугарија, ние сме тука негде со бројките. Да, меѓутоа факт е дека бројот на починати е голем. За бројот на починати, и не се намалува, значи денеска е бројот 12. Дали се должи, сега кога направиле анализа на инфективната клиника, кажа директорката во студиово, дека 70% биле со коморбидитети, дека биле на 65 години, и дека дел од нив доаѓале на 7-миот ден или на денот кога други ден починувале. Според досегашните информации, зашто колку толку сега не сме на почеток на оваа пандемија. Помина веќе 8 месеци, јас кажувам сегде дека вирусот го познаваме малку повеќе. И факт е дека според податоците и од инфективна клиника, но и од другите компетентни луѓе, компликациите на вирусот настануваат негде од 7 до 10 ден. И многу луѓе тој период го занемаруваат вирусот, значи од кога ќе бидат диагностицирани како COVID-19, мислам заразени со корона, тој период од 7 дена или од една недела го поминуваат многу луѓе дома, мислејќи дека ќе помине. Посебно се комплицира кај луѓе кои што имаат други болести и таму ни се зголема бројот на луѓе кои што смртноста на луѓето. Затоа би пратил уште еден апел, би ја искористил ова студио на сите луѓе, посебно на постарите луѓе, на луѓе кои што имаат други здравствени проблеми. Уште кога ќе бидат диагностицирани да се упатат во здравствените установи, зашто после настанување на компликациите многу е тешко да се вратат во... Господине Ристевски, без политика, што вие конкретно како ВМРО ДПМН би предложила како мерки, да кажеме, за да се намали и бројот, ајде да речеме, и на заразени, меѓутоа, да можат на време луѓето да стигнат во болница за да бидат прегледани и да им биде констатирана состојбата. Една од забелешките на луѓето кои се јавуваат кај нас е дека не може да бидат тестирани на време, дека чекаат по 7 денови за тест или ги праќаат во друг град или во друга општина. Тие со температура не може да возат до таму. Значи, брзи на резултат добиваат само ако отидат во приватна лабораторија. Имате ли вие конкретни мерки во однос на овие прашања? Без политика, туку конкретно здравствени мерки. Само да завршам оно што рековте пред малку. Ние не сакаме да избрзуваме во заклучоците, бидејќи да ве потсетам дека едно време и министерот Филипче имаше еден став да заштитни маски да носат само болните. Добро, тие одат во чекор со она што го советува Светската здравствена организација, која имаше и такви и вакви препораки. Во Германија до пред 3 дена, до пред 4 дена имаше исто така став да не се носат маски, но го сменја ставот од пред 2 дена и таму е задолжително маска носење сегде. Значи од ден на ден се носат одлуки. Затоа и одлуките кои што се носени од Комисијата за заразни болести сигурно се одлуки, јас пак ќе речам правилни, се заснуваат на факти, на наука и сигурно тука и Светска здравствена организација факт е дека и ти има различни повелете со вашите конкретни мерки кои се да не оставиме погрешен впечаток кај вашите гледачи, да кажам дека ВМРО ДПМН како политичка партија нема да биде против разумни решенија
или предлози од владата на Ги Република сметате ли Македонија. овие предлози, еве утре што ќе се најдат на маса, за разумни? Па искрено ви кажам, дел и за дел имам сомнеш. Дали ќе се Посебно- спроведат, имате сомнеш, предпоставам? Не само дали ќе се спроведат, туку и како ќе се спроведат и дали е потребно да се спроведуваат. Знам дека навистина е проблем ширењето на заразата на оние масовни веселби, но како што кажав, власта тука требаше кога веќе и досега имавме рестриктивни мерки, требаше да ги спроведе еднакво за сите. Да не се тие треба да се спроведат. Добро, Вака, сведоци сме мора дека, Треба да се спроведат, значи, инспекторатот бара нови инспектори, министерот за финансии не дозволува вработување, и тој проблем. Ние како политичка партија сме апсолутно исклучени од овој процес. И затоа сега не можам во моментов да ви одговорам конкретно и концизно околу сите ваши овие барања. Да, меѓутоа, уште еднаш ви кажувам, како велите лекар, секоја разумна како мерка лекар и не како може човек, да ја усвои. секако дека треба да се носи Дали е за вас разумна мерка, еве се економските субјекти да работат до 23 часот, да се преполуват капацитетите на превозот јавен, кој што веќе тоа и се обидува да го направи. Дека во општините, судовите, можеби и во други административни да работат онлайн и или досега на имаше смени. протоколи за работа на тие институции и треба да се види зошто се прекршувале. Ако функционираат протоколите, ако се почитуваат, тогаш мислам дека нема да Значи, нема вие да како има никаков ВМРО проблем. ДПМН сметате дека треба да се зајакне контролата и во економските субјекти, во кафеаните, значи секаде подеднакво да се зајакне контролата? Апсолутно, да се зајакни надзорот, контролата, да се почитуваат тие протоколи кои беа донесени од Комисијата за заразни болести, но да, пошто гледаме дека сега веќе бројкава е застрашувачка, алармантна, секојдневно се зголемува, тогаш ќе видиме утре, ќе разговараме исто така колегата добро, ќе можете закаже и предлози седница. да давате и вие на таа Сигурно ќе комисија, дадеме така? предлози да размислиме. Јас ви кажав дека на самиот лез во вашата телевизија ги добивме Добро, меѓутоа овие уште предлози. се познати. Сега зборуваме Да. за процедура. Знаете, може да ви се случи еден час претходно да ве Нема- свика како председател на комисијата затоа што неопходна е потребата од некоја друга мерка. На овие разумни мерки нема воопшто да се спротивставуваме, секако ќе бидеме конструктивни и ќе дадеме поддршка. Господине Зибери, Вака, сакав уште нешто во однос на мерките што се предложени, зашто кај мене барат средби, се видов овие денови и со Сдружение на угостители, зашто тие се жалат на овие мерки. Сега треба да бидеме реални, зашто окей, пред се здравието, јас сум за тоа, но имат и тие своји аргументи зашто не треба да биде така, зашто затоа и јас тука потполно го поддржувам колегата дека треба да се почитуваат протоколите, зашто треба да бидеме реални дека имаше некои места или да речам некои субјекти кај што не се почитува протоколите, не случајно. меѓутоа еве пак ќе Да. повторам, инспекторите се жалат дека нема доволно вработени. Токму тоа сакав да го кажам, не само вработени, туку Значи, и инспекторатот Пазарен се жали дека не дозволува министерот за финансии не е само вработување во инспекторатот, што е реален проблем. Не е само до вработувањата, но и потокму од законот кој што е стегнат по скратена постапка за заштита на населението од заразни болести, токму во овој закон се предвидува да се зголемуваат ингеренциите на инспекторатите, како што е пазарниот, трудовиот, државен санитарен инспекторат, значи Што значи тоа зголемување, бидејќи овој дел остана во сенка заради мерките? Овој закон ги предвидува точно, таксативно кои надлежности ги имало инспекторатот и кои ќе ги има, и затоа и сигурно во однос на казните и во однос на ингеренциите, за да им се дава поголеми надлежности на инспекторатите, за да можат да постапат, зашто сега се колку ограничени во нивните постапки. И затоа е стигнат поскратена постапка и овој закон. Ние ќе расправаме значи за законот и за мерките кои што се предложени од владата, и пак ќе кажам, се надевам дека сите заедно ќе ги усвоиме во интерес на јавното здравје. Господин Рисевски, токму тие измени што се во законот во однос на инспекторатите ви идат во прилог на тезата дека нели треба да се зајакне контролата, дали нешто бидејќи сте ги разгледале, претпоставам тие беа од претходно дадени мерки на инспекторатите за зајакнување. Она го кажа и колегата Зибери, граѓаните генерално ги почитуваја мерките. И ние не можеме сега да ги казнуваме апропо сите субјекти и сите граѓани. Верувајте, оваа криза колку здравствено, уште повеќе и економски ги погодува граѓаните. Јас ќе ви кажам еден податок од градот од кај што доаѓам, од Прилеп.
економијата во градот навистина многу трпи. Посебно ќе ви кажам еден податок, старата Прилепска чаршија како еден репрезент на еснафлукот, на состојбата на градот, на економијата, на слика на економијата во градот, ќе ви кажам како е во моментов. Луѓето велат во Турско вака не било. Од Турско полошо. Буквално така се изразуваат. Зошто? 33 дуќани во моментов се празни. Тоа во Прилеп не било замисливо. Се барало дуќан повеќе и се надплатувало за во центарот на градот, во Прилепската чаршија. И сега да ги казниме тие луѓе дополнително. Јас секојдневно се гледам со секаков вид структури на луѓе, еве посебно од овие дуќанџи, ќе ви кажам, има земено одредена роба кои се надеваат дека ќе ја продадат за матури, полуматури и слични. Да, меѓутоа кризата го зафати. Кризата го направи своја. Цел свет. И сите ги трпиме последиците. Кредити се надеваат за летниот период или за есенскиот и сега повторно, ако воведиме рестриктивни мерки, без посебно она што го кажав анализа, како и дополнително ќе се изрази, а од друга страна, само да ви кажам еден податок, со новава четврта мерка на економски мерки, која владата сака да ја спроведе и ќе ја спроведе, се планираат да се доделат 283.000 платежни картички, од кои 180.000 на пензионери кои земаат до 15.000 денари. Тие картички тие ги подигнуваат од банките. Гледате сега што се случува и претходно. Да, факт е дека тој систем очигледно дека треба да се смени. И какви редици, какви гужи, и дали таму Добро, вие како комисија можете да предложите секој член на комисијата, тука е во право сосема господин Тристевски, дека тоа не секој член на комисијата да сигурно ќе има право и по деловник и да предложи амандман кој што ќе се може да се интервенира зашто и сигурно и овие стручни анализи кои што за мене се од стручни лица релевантни, но и ние како пратеници, како пратеници од политички партии може не ни еускратено правото и ние да предложиме и дури да им помагаме на комисијата за заразни болести со некои наши идеи, зашто да не, зашто секој може да придонесува во прво што помалку луѓе да се заразат, да се разболат, но треба да пазиме и на другата страна на економските последици, зашто реално не е само кај нас, туку во цел свет ова пандемија за жал остана многу луѓе без работа, но токму заради внимавањето. Поентата цело време ми е дека владата популистички ги спроведува овие мерки. Значи имавме случаи кога еве уште еднаш ќе го спомнам во Прилеп. Еден ден се изведе војската на 1-2 дена, така нешто беше. Да се стави ред во банките. Да се стави ред во банките. Додека не научија банките дека треба да се обележат. Ама другиот ден пак исто е. Кога на луѓето му даваш ти ваучери во време на криза, не знам, картички и треба сами да ги подигнат, а не да се најде некаков поинаков начин, тогаш хаосот е неизбежен. Да, меѓутоа и целиот хаос во оваа ситуација гледате се пресликува во бројките. Бројките се екзактни и нема тука манипулација. Министерот Филипче кој денеска најави дека овие мерки што сега треба до владата утре да стигнат се уште едни мерки кои што можеби се последни до воведување на полициски час, зашто ќе разговараме веднаш. Истиот тој Филипче кој не убедуваше дека корона кризата е помината и треба да се навикнеме на нова нормалност. Ако се вратам и на вашиот член кој вели дека не е сериозна болест, така да нашиот член е член на извршен, не е министер. Значи треба да сноси одговорност. На владата за утрешната седница ќе предложиме уште еден пакет на мерки, а тоа ќе биде да сите економски оператори работат до 23 часот, понатаму ограничување на капацитетот во јавниот превоз до 50% и препорака до целата државна и јавна администрација, препорака до општините и судовите да согласно механизмот на работа, работниот процес се одвива во смени или онлайн од дома, или пак редуцирано со систем на ротација и секоја од институциите согласно карактеристиките на работниот процес. Сето ова со пакетот на мерки кој што утре ќе се дискутира во собранието, законот е веќе даден по скратена постапка, законот за заштита на населението од заразни болести, а во тој закон веќе вметнати предлозите за задолжително носење на маски на отворено, понатаму ограничување на групирањето после 22 часот надвор и ограничувањето на семените собери, сметаме дека се еден пакет на мерки кој што значајно може да го намали бројот на новодиагностицирани случаи.
Дозволете да упатаме на порака до граѓаните. Ситуацијата е навистина сериозна. Следен чекор би бил целосно ограничување на движењето, односно полициски час. Да смогнеме сили сите, да ги почитуваме мерките, за да го избегнеме сето ова, заради тоа што ова е начинот на кој што ќе треба да се функционира во периодот кој што е пред нас, доаѓаат уште поладни есенски и зимски месеци. Министре, како го коментирате тоа што дел од политичарите го искористил отворањето на граници за да прават сврти надвор од земја? Да постои ли опасност за импортирање на нови случаи? Апсолутно го осудувам. Сметам дека не е коректно. Сметам дека ние сите кои што сме посебно на функции треба да дадеме пример со сопственото однесување како треба да се прави. Не е работа да се направи трик на системот, точно дека не се прекршени препораките законите у нашата земја. Меѓутоа ние сме првите, посебно функционерите, кои што треба да покажеме на граѓаните како се почитуваат мерките, посебно што и од граѓаните го бараме. Сето тоа и кажуваме дека имаме проблем. И со пациенти со новодиагностицирани во болници токму таму кај што не се почитуваат мерките. Апсолутно го осудува. Постои ли можност сега тоа да се санкционира некако? Тоа не се случило во нашата земја. Меѓутоа, знаете како, не мора за се да имаме можност да санкционираме. Некојаш треба да даеме пример и самите. Треба да даеме пример на граѓаните. Кога од нив бараме да се почитуваат мерките, ние треба да сме првите кои што тоа го правиме со собствен пример. Ова беше денешната изјава на Филипче. Господине Зибери, тој даде предупредување дека овие мерки за кои што претпоставува дека собранието ќе даде виза, секако последни пред воведување на полициски час. Бројките и на заразени секако ќе го диктираат темпото на тоа какви карантини ќе се спроведат. Меѓутоа бевте и ве како директор на центарот во една ваква ситуација кога имаше полициски час. Што треба да биде клучно за да се стигне до мерката полициски час? Ние имавме полициски час на многу помали бројки, сега не знам дали треба до 1000 да се стигне за полициски час. Не само тоа, туку и колку ќе имаме бенефит од полициски час, имајќи ги предвид бројките што сега не се во моментот во државата. Јас мислам дека пред се свеста на сите треба да биде во едно повисоко ниво, зашто да не се доведеме во ситуација пак да се затвараме. Има примери во светот кај што има карантин, е вратен карантинот, како што е во Париз, како што во многу други европски земји, зашто очигледно овие мерки, пак ќе кажам, се превземат во функција да го сочуваме функционирањето на здравствениот систем. Меѓутоа кога се вклучува тој аларм за полициски час? Имајќи ги предвид значи бројот на пациентите кои што се хоспитализираат и бројот на заразени пациенти, зашто има одреден процент на тие кои што ќе се разболат или ќе бидат инфицирани, после тој процент се пресметува и во основа на тој процент ние знаеме колку имаме болнички капацитети, здравствениот систем, зашто дека со голем капацитет може да имаат наплив на болни. Така е, во тој момент се заклучува карантина. Во тој момент може да се носи една таква одлука, бидејќи е неминовна, но ние за да не се доведеме во таа ситуација, ние мора прво да ги почитуваме овие мерки, впрочем кои што се перманентно на сила. Овие мерки кои што ги соопшти министерот, ако и уште на почеток беа овие мерки, дури таму имаше и карантин, и полициски час, и тогаш ние стварно ги намаливме бројките. Ние еден период, сеќавам, знам дека имавме дури 7 ново заразени, а денеска да сме на 600. Значи, добро, идеше период на летни одмори, се опуштивме после тој прв карантин, не само кај нас, пак ќе речам, во сите земји сега, ние се наоѓаме во иста ситуација, како што се наоѓаат и сите други земји, затоа се носат овие мерки, но има уште еден друг факт, кој што исто така го спомна министерот, дека сега не иде период на зимски период, значи период на нормален или на сезонски грип. Ќе разговараме за тоа, само сакам за полицискиот час, господинот Ристевски. И уште нешто само, во однос на полицискиот час, ние можеме пак да имаме полициски час. Може да ни се намалат бројките, но не можеме да живееме вечно во полициски час или затворен или во карантин. Затоа јас пак ќе речам, многу е битно свеста на луѓето и да не се случуваат како што гледаме, значи градоначалници или јавни личности кои што треба да придонесат со своето однесување,
да бидат посвесни, зашто реално јас пак ќе речам, доаѓам од страната на лекарската фела. Искрено, луѓето кои што работат, дали во болниците, дали во центрите за јавно здравје, се приморени, и не е лесно да имаш 300 заразени во Скопје и тие епидемиолози да ги стегнат. Да, и за тоа ќе разговараме. Во однос на полицискиот час, вие велите тоа флуктуираше од затварање, па до отварање, па до неголема контрола и слично. Дали вие би поддржале евентуален полициски час, нормално во зависност од бројките? Кажавме со господинот Зибери дека во моментот кога ќе бидат капацитетите на болниците во прашање, тогаш веројатно се прибегнува кон оваа последна мерка. Па бројките го кажуваат тоа. Од формирањето на старо-новата влада, бројот на активни заболени случаи е зголемен за 55%. Значи, од 2581 на 38 кога е формирана оваа влада, сега е 3996 пред Значи заради формирањето на оваа влада се спомнија бројките? Зборувам како да беше друга влада може ќе беа помалку? Не, па верувам дека ќе беа помалку. Да видиме еднаш да се направи пресек и да се сноси одговорност, некој да треба да понесе одговорност за тоа како се справува со оваа криза. Мислите и Меркел треба да понесе одговорност во Германија зашто и таму се зголемија потоа бројките или во Париз Макрон треба да понесе оставка за тука. Заради изголемувањето на мерките на бројките? Во моментов не сврстува како земја со најголема смртност во Европа. Апсолутно не бегам тој податок, меѓутоа зборувам за зголемени бројки. Малце ми е симптоматично овој пат ќе зборувам како политичар, зошто господинот Филипче секогаш кога ни се наближуваат некако избори, тогаш прибегнува кон карантин или такви рестриктивни мерки. Сега мислите на изборите во Штип? Мислам на изборите во Штип, бидејќи видовме дека во изминатиот период оваа влада е спремна на се. Бидејќи и само малце ќе ми дозволите да ве запознам околу законот за задолжување кој го имавме пред некој ден во собранието и помина, кој Република Македонија задолжуваме за 90 милиони евра и носи наслов за итно справување со корона кризата. Уште еднаш и тогаш и сега ќе прашам какво е тоа итно справување после 8 месеци. Кој ќе Тој денеска најави нов заем кој ќе го добиеме заради кој ќе понеси одговорност за милиарда евра потрошените пари, а резултатите се никакви. Добро, тоа е ваша работа да ги прашувате на одговорност и сега прашуваме, да ги подсетувате на трошоците што ги прават, дали се тие. Што правеа од 30 август до денеска што дозволија бројот на заболени од 14.341 да биде 22.000. Треба да понесат одговорност, а не само да се префрла вината на граѓаните, граѓаните не ги почитуваат мерките или не знам како. Да видиме кои мерки ги предложи, како се справи оваа влада со оваа криза. Справувањето е катастрофално. Резултатите се катастрофални. Ова зголемување на бројки сигурно не е само кај нас. Вие спомнавте и Франција и Велика Британија. Кај нас најмногу. Процентот е најголем. Не се согласувам, мислам дека во сите земји околу нас се во иста ситуација. Во Словенија пред некој ден имаше за еден ден повеќе од кај нас диагностицирани. Значи ама кој е процентот на тестирање? Добро, ама бројот на тестирање. Добро, кај нас процентот е повеќе од 20%, неколку дена е повеќе од 20%. И према бројот на тестирањето. И тука сакам да кажам дека ние кога ќе споредиме околните земји, тука ќе исклучам Словенија, но од Хрватска па до сите околу во споредба со бројот на населението, ние бевме и уште сме лидери со бројот на тестирањето. И тука нема да се согласувам со вас дека не можат луѓето да доаѓаат до тест, зашто се зголемени капацитетите на тестирањето и на државните. Не зборувам во државна системот. Системот видете, бевте директор на Центарот за јавно здравје. Има алгоритам, има алгоритам. Меѓутоа, прво да поминат на алгоритамот. Ајде се менува алгоритмите. Ако поминат на алгоритамот, проблем е во Скопје со 300 заболени да закажат тестирање за наредните 2 дена. Чекаат по 7 дена или мора да одат во друг град? Тогаш на почеток се случуваше да се чека, зашто реално и беше лимитиран бројот на луѓе кои што може да се тестираат. Ама се уште се чека, еве денеска имавме прилог. Затоа што луѓето чекаат можеби денеска или во Тетово се тестираат. Денеска може се чека зашто имавме 300 заразени за еден ден во Скопје. Сега 300 заразени ние немаме секој ден. Иначе тоа зборувам за капацитетите. Иначе од
тој период што зборува колегата, па до сега немавме ниту еден проблем со тестирањето. Меѓутоа еве сега се зголемени капацитетите. Најавија дека студентите ќе помагаат во справувањето со справувањето. Да. Вториот проблем е да се направи епидемиолошка анкета. Така, да. Јас ви кажувам од искуство. Да, Ние овде во фирмата, ако се појави позитивен, сами се обидуваме да го средиме тоа, затоа што нема епидемиолошка анкета. Така е, дека капацитетите се лимитирани, тие што се. Сега да не притеруваме, ај да се вратиме малку по наназад. Вие се сеќавате, ние гледавме сите прилози во Шпанија и во Италија, луѓето умира по водници. Што да зборуваме за такви здравствени системи, за земји членки на Европска унија. унија. Може тоа да ни се случи, значи ние никогаш не се доведовме во таква ситуација, прво. Второ, секогаш и тогаш кога ги воведе мерките и овие денеска што се предлагаат во функција на тоа. Меѓутоа зошто не се предвиде дека капацитетите се недоволни? Раководевте со институција која што и тогаш покаже дека имате недоволни капацитети. Зошто дури сега, кога стигнаа бројките до 300 во Скопје, допрва ќе се вклучува студентите? Во ваква пандемија сите имаат проблеми, не само ние. Сите имаат проблеми со капацитетите, со ресурсите, зашто не може сега се работи за епидемиолози, за луѓе, за да стигнеш ти во државата да го зголемиш бројот на епидемиолозите, ти треба време, најмалку ти треба 5 до 10 години, да. И затоа колку епидемиолози има во Комисијата за заразни болести? Дали е сменет господинот Босилковски? И ако е сменет, зошто е сменет? Јас не сум информиран за таа работа, искрено, и не знам зошто е сменет и за тоа не можам да ви одговарам, но јас знам дека во Центарот за јавно здравје за Скопје колку има епидемиолози, бидејќи не може да постигнат? 12 епидемиолози, значи имавме 6 тима, до тогаш кога бев јас, ги зголемив на дупло, значи на 12 тима и пак беа недоволни. Се вклучија епидемиолози од војна болница, се вклучија други колеги епидемиолози од други здравствени институции за да можат да ги анкетират луѓето, зашто кога огромна е бројката 300 заразени, толкова број на епидемиолози е невозможно да стигне. Затоа велам, ако луѓето не бидат на време тестирани и не им биде одредена терапија, нормално дека на 7-миот ден, ако се тестираат, ќе стигнат на 10-тиот можеби у болница веќе. Почитуван колега, значи нормално дека ќе има проблем кога стратегијата на почетокот е сгрешена. Знаете што? Министерот не изборува, дава прогноза за 2000 заболени во целата криза, прогнозата негова, и нормално дека стратегијата околу болнички кревети, околу инфективни одделенија, бројот на лекари, бројот на медицински сестри, нормално се акомодира, се прилагодува на тој број на заболени. Ние сега имаме такво промашување, како човек од улица нема да направи таква утка, значи 10-кратно повеќе имаме сега број на заболени и никој не понесува одговорност. И сега зборуваме луѓето носеле маски, не носеле маски. Значи катастрофални лоши резултати во справувањето. Стратегијата во старт е сгрешена. На почетокот не се тестираше доволно. Ние кога велевме и Светската здравствена организација кога секојдневно укажуваше на тоа тестирај, во Македонија многу малце се тестираше. Повелете, господин Зибир. Вака. Не се согласувам дека стратегијата уште на почеток не беше како што треба. Зошто ако се сеќавате тој прв бран, така наречен прв бран, ние го поминавме меѓу земите кои што беа бевме пофалени од Светска здравствена организација. Не се согласувам и јас. Ние имаме сега 4000 активни случаи. И јас не согласувам со изјавата дека ќе сме имале 2500, зашто никој не може да предвиди таква бројка. И денеска никој не може да предвидува дека ќе имаме 23.000 колку сме денеска или ќе имаме 230.000. Значи неблагодарно е да предвидуваш нешто за вирус кој што сите се согласуваме дека е непознат. Зошто и вие сте од медицинската фела, председател на Комисијата за здравство. Како можеме понатаму да дозволиме да раководи со целата ситуација човек кој направил таква утка, а да не понеси никаква одговорност? Тука тоа е друго прашање, тука не сме повикани за одговорност. Вас како политичка партија дали би барале вие интерпелација во однос на стратегијата, тоа сакам зошто не може да се предвидат ваквите ситуации, особено за кадрот? Кога самиот кажавте, вие сте предвидувале 100 случаи на ден,
А министерот кога имал сигурно многу меѓутоа, повеќе зашто не информации, можеше не порано да предвидел се точно. вклучат Напротив, студенти да направил огромна прават утка, уште еднаш ќе анализи и потенцирам. слично, Значи- или тимови за обука Значи, да се направат. уште на почеток, ние, знаеш, се сеќавам, уште во јануари месец се состанавме. Значи, уште немавме во Балканот прв случај. Значи, уште тогаш се формира работни групи за справување со оваа ситуација. И ние се носевме и се справувавме реално, многу добро. Не велам дека сега не сме во таква ситуација. Здравствениот систем ни функционира во моментот, но сите овие мерки се носат во функција ние да може да им пружиме лекарска помош на сите луѓе. И за бројот на тестирањето. Земете ги да ги споредиме сите земји околу нас со тестирањето, ние сме лидери во однос на тестирањето, ви зборувам, не во однос на починати и заразени. Мора да пуштиме реклами и продолжуваме со дебатата. Имаме што неколку минути до крајот на оваа дебата. Она што ќе се појави како проблем, бидејќи ви двајцата доаѓате од лекарската фела, е кога сега ќе почнат симптомите на овој редовниот грип, сезонски грип и овој вирус. Денеска прочитав дека почнале во Хрватска веќе вакцинациите од сезонскиот грип, кај нас се уште не се почнати. Дали мислите дека е време веќе да се почне и кога да се почне, затоа што верувам дека бројот на заинтересирани за вакцина од сезонски грип ќе биде голем. Да, факт е дека ова година ќе биде бројот и нормално е за очекување дека ќе биде бројот енормно, значи зголемен за луѓе кои што ќе бидат заинтересирани за да се вакцинираат против грип, мислејќи да исклучат една опасност зашто симптомите ги знаеме дека се отприлика истите како и на сезонски грип и на COVID-19. Лани како директор на Центарот за јавно здравје знам дека многу луѓе, фактички тие вакцини, спомнав и во една друга емисија, во една друга телевизија, ние дури бевме приморени да ги вратиме вакцините против сезонски грип, зашто заинтересираноста на луѓето беше многу мала, скоро нула би кажал. Но ова година сигурно ќе биде огромен број на луѓе кои што ќе сакаат да се вакцинираат против сезонски грип и мислам дека од сега е рано да се почне со вакцинирањето, зашто знаејќи дека пикот на грипот е негде после нова година, негде јануари-февруари според и епидемиолозите, значи, но ние треба да бидеме спремни и треба да се набавуваат колку ќе можеме да набавуваме, зашто огромен е интересот и од другите земји, значи од цел свет за набавување. Да, предност имаат повторно лицата на 65 години. Не само тоа, туку имаат предност и поголемите држави, да, колку ќе бидеме ние да бидеме, значи, снабдени со вакцини против грип. Сметате ли, господин Ристевски, дека се доцни со набавката на вакцините и со почетокот на вакцинацијата на населението, ако ги имат во предвид другите земји и секако интересот ќе биде оваа година голем, дури и препорачуваат лекарите да се вакцинира населението со вакцината за сезонски грип? Еве ќе поставам едно прашање. На Зибери може да поставите. Да, до господинот Зибери. Дали во моментов имаме количини на залихи на вакцини за сезонски грип во Република Македонија, дали се пристигнати? Јас немам информација искрено дали се пристигнати количините на вакцини на вакцинати против сезонски грип, но сигурно релевантните институции може да дават една таква информација. Па сега да ви кажам дека моите информации велат дека немаме, а пракса било да се дистрибуирани и на располагање да ги имат на граѓаните во месец септември. Најкасно до месец септември. Вие бевте во центарот, знаете кога се добива. Вака, сега сме 19-ти, утре 20 октомври. Значи, најавите од официјалните лица кои ги кажавте се дека до крајот на октомври ќе се обезбедат некаде околу 15.000 вакцини. Ќе ве прашам вие како стручно лице, што мислите, дали се доволни овие 15.000 вакцини? Што ви е искуството? Да, не се доволни, но само медицинскиот персонал ние нема да можеме да го вакцинираме. И имаше лани. Еве да ве прашам. Добро, ајде и да одговори на некој која ќе биде динамиката на апликација на вакцините? Како ќе се најде начин да се вакцинираат сите заинтересирани? Знаете што, јас кажав дека ќе биде огромен број на луѓе кои што ќе бидат заинтересирани, фактички секој ќе сака да се вакцинира, но исто така под знак прашање го ставам тоа колку ќе можеме ние количини да обезбедиме, не ние само ние како држава, сите држави, зашто побарувачката е огромна.
Има неколку фабрики во свет кои што произведуваат такви вакцини, не се многу. И затоа има листа на држави која колку ќе може да набавува. И сигурен сум дека сите вакцини кои што ќе бидат и кои што ќе може да се набавуваат, ние ќе ги исцрпиме како држава и ќе се вакцинират луѓето. Но пак е рано е зашто сега е рано да се вакцинира против сезонски грип. Кога се вакцинира минатата година? Минатата година почнавме негде декември месец да вакцинираме, зашто пак ќе ви кажам, пикот на сезонски грип е, ќе видите вие и лани, ако се сеќавате, ние во ја знам од искуство, значи вие спомнавте, во месец јануари и февруари имав многу поплаки од многу директори на училишта, од многу фирми дека им се преполови бројот на ученици во нивните школи, зашто тогаш е пикот на грипот. Затоа не мислам дека сме касно сега и има време, но треба да се направат напори да се обезбедат што повеќе вакцини. Дали мислите дека треба да се набавуваат и тестови, најави министерот кои што ќе го разликуваат сезонскиот од ковид, или некако да се направи, и вие што би предложиле како И уште нешто сакам тука да укажам, дека што се однесува кога ќе споредиме другите години и сега, ќе може да се разликува, според мене, ќе може да се разликуваат ако ги почитуваме овие мерки. Значи, ако ги почитуваме мерките, носење маска, држање на социјална дистанца, негрупирање, ќе се препознае COVID-19 од сезонски грип. Затоа, многу е битно, пак ќе се навратиме на истото, да ги почитуваме мерките и полесно ќе ги препознаваме, нема да ни бидат огромна разлика на луѓето кои што ќе бидат со... Еве ќе ги изгласаме мерките, ќе ги почитува граѓаните. Институциите ќе си ги спроведуваат надзорот, инспекциите ќе си делуваат. Ќе биде како што треба. Идеално. Ако биде како што Ако е идеално. Да. Зошто не се направило пред време план и стратегија за да се обезбедат вакцини за сезонски грип на време? Зошто не се направи еве вие сте стручени, знаете, треба да се закаже преку мој термин, така? Колку луѓе лица ќе можат да закажат? Колку ќе можат да одговорат? По која динамика дневно ќе се вакцинира? Пак ќе настани гужва и проблем по јавните здравствени установи. Се видите, не ја знаеме бројката, јас ќе се обидам да ја дознам. Искуствено ние можеме да направиме да кажеме дека оваа година ќе има поголема побарувачка, дефинитивно. Не само преку мој термин. Против грип може да се вакцинира секој, зашто има и комерцијални вакцини. Не се чека само... Добро, тој број е секако помал, кажавте и вие дека меѓутоа комерцијалните вакцини тој што може да се ги приушти секако ќе оди да секој ќе се вакцинира ако им биде ако има достапност. Мислам дека цената не беше голема. Не беше, да. За хронично болните, постарите лица, пензионерите кои имаат предност. Кои ќе имаат предност, имаат предност и треба пред време да се направи план за да се направи редица чекање за тие. Лани ние направивме план. И да ги добијат на време тие вакцини. Лани ние направивме план прв пат воведовме во Скопје, изборувам, во територијата на градот Скопје, да се вакцинират, за да не се створи таа гужва, иако што не беше уште пандемијата, во нигде не беше, значи, ние тогаш воведовме план како да ги полесно да нема ризик од зараза. Ги закажувавте по саат? Не, ги закажувавме, значи, само Центар за јавно здравје даваше вакцини. Во тој период ние се договоривме и по здравствен дом да се дават неколку пункта да се направат. Да, па и тоа е така и за вакцинација. И како што е сега за тестирање. Значи тога се договоривме да се отворат неколку пунктови и во градот Скопје, во Ѓорче, во поликлиниката Бит пазар, во Ченто. Сигурно сега ќе има исто така некоја динамика, можеби ќе се прошират уште повеќе мислам простории кои што ќе бидат адаптирани, зашто примање на вакцина против грип не е некоја... Да, и за крај, бидејќи имаме уште минута и пол. Да, за да се преброди оваа криза, навистина е потребна конструктивност. И тука се согласувам со Зибери кој вели политиката на страна, да видиме колку ќе бидеме ефикасни во донесувањето и почитувањето на мерките. Вие секогаш како опозиција сте тие што треба да идише во брат на власта, меѓутоа еве за крај како сублимат рековте дека секоја мерка што има логика ќе ја поддржите и дека не би правеле проблем доколку се потребни мерки кои што се во интерес на заштита на населението. Ова ми дава за право да кажам дека утре нема да биде тешко да поминат овие први мерки што ги најави владата. Не, апсолутно, значи еве уште еднаш ќе повторам дека ние како политичка партија
ќе поддржиме се што е во интерес на здравјето на граѓаните на Република Македонија. И утре нормално дека на седница ќе поддржиме овие закони да појдат пред комисија. На комисија ќе отвориме дебата во ден, два, колку законски дозволува, колку ќе дозволува и нормално дека заеднички ќе се обидеме да ги извлечиме најдобрите решенија. Еве и денеска имавме неколку дена од ребаланс на буџетот. Сакам да ви кажам дека нема слух власта. Ние имаме како политичка партија поднесено 178 амандмани. Да не одиме на буџетот, ќе го расправаат утре колегите. Дека нема поддршка. Од денеска некаде од 30 и повеќе разгледани, само еден или два ги прифатија. Јас се надевам на конструктивна дискусија. Не ги прифаќаат, значи власта не. Да. Еве, само да ви кажам. Јас како стоматолог, ќе ми дозволите, морам да го кажам, имам поднесено амандман за зголемување на капитацијата за стоматолозите, кои се исто така една категорија на граѓани кои се доста оштетени со корона кризава. Неколку месеци луѓето не работеа, трошоците за материјалите кои ги користат се евидентно зголемени, кои треба да се ама и тие исто плаќаат средства. Зошто да не се зголемат на 70 денари? Кога власта ги ветила тие пари? И како председател на Комисијата за здравство, но во својство на пратеник на Демократска унија за интеграција, сакам да кажам дека сите наши настапи од почеток на ова пандемија, можеби бевме и сме, јас мислам, најконструктивната партија која што се однесува во справувањето со оваа криза. Никогаш не сме го ставили нашиот политички, партиски интерес Добро, кај вас имаше забелешка сега во однос на вашите коментари, па бевте сменети од директор. Но тоа зашто бев јас зашто бев аман тоа мислам причината зашто јас бев сменет од директор не беше ништо во однос на мојата професионална работа како директор на Центарот за јавно здравје. Тоа беше политички акт, јас би рекол, кој што... Значи и сами велите политиката настрана за крај. Како се чувствувате, господине Зибери? Вие имате прележано вирус. Како го поминавте тој и како се чувствувате? Искрено, би сакал да пратам апел до сите граѓани. Искрено, јас бев со, да не речам, многу тешки симптоми и не е за занемарување. Апсолутно не се согласувам со тоа што го цитиравте од професорот Марковски, дека овој не е ништо вирус, јас немам ниту една друга болест, но поминав во многу лоша ситуација, завршив во болница и секој граѓанин, буквално секој треба да се пази, зашто многу е непредвидлив и на почеток кажав и вирусот напаѓа секој. Значи без разлика дали е стар, дали е млад, дали има некоја болест или нема, затоа да бидеме сите и да придонесуваме сите за јавното здравје на сите нас, зашто здравјето е пред се. Ви благодарам и на двајцата, морам да завршам... Се една реченица, само за крај. Ама да не е за буџетот. Не, уште еднаш да кажам дека апсолутно ќе бидеме конструктивни по однос на здравјето на граѓаните, но морам нешто што пред да почетокот на емисија ми го кажа од една невладина организација и да прашам како власта ги помага со справување на коронавирусот на ранливи категории и дали е вистина дека бесплатниот паркинг е укинат за пациентите со бубрежни болести кој беше обезбеден преку невладината организација Нефрон. 150 денари за паркинг треба да плаќаат, а месечно се работи некаде за повеќе од 3000 денари, бидејќи диализата трае по неколку часови на ден. Ова е нехумано. Мислам дека може да треба собрание директно на власта. Затоа ви реков дека многу работи ќе треба да се продискутира. Ви благодарам на двајцата што бевте вечерва гости и утре ви посакувам конструктивна работа и на Комисијата за здравство и внатре во парламентот и во интерес на здравјето на луѓето да ги донесете сите потребни мерки. Благодарам за вниманието, останете со програмите на Телма.